Третото заседание на АСНОМ, значи 14 до 16 април, кога избрана првата народна влада на Лазо Колишевски, значи тоа е интересно, индикативно е, например, една изјава на Светозар Вукмановиќ Темпо, кој вика, нас овде не ни требаат, вика, интелектуалци со матни мисли, не ни требаат учени луѓе, нас ни треба селско-работнички кадар кој не знае да зборува, ама ќе ги спроведува директивите. Значи, се појавува на крајот на војната едно етикетирање покрај автономизам, значи за македонскиве кадри, во кој автономизам, нели, Петра и Ченто и така натаму, се појавува едно етикетирање за интелектуалштината. Радка Протогер многу убаво тоа опишува како, значи, таа интелектуалштина. Значи, сите интелектуалци носат матни мисли, треба да бидат одстранети од локален терен, затоа што кога се враќа Лазо Колишевски во Македонија, никој не го знае Лазо Колишевски, не знае да го зборува ни македонскиот јазик, но тој бил на седницата од 21 март која спомнав, Лазо Колишевски е нашиот доверлив човек, таму кажуваат од Политбирото на ЦК. Значи, го остават како доверлив човек кој треба да се создаде нов култ. Покрај култот на Тито во Македонија се создава култот на Лазо.